Некој ми текни дека Александар Македонски одел онаму до Африка да освои. Не знае оти Африка сама сиди кај нас денешно време. В гроб се превртва. Знаеш ти шо значи се крениш од тука пешки, со се оклопи, со се копија, со се све. Торен комагаре, ја тргнеш Африка ќе ој Египет ќе го освојува. За да разбериш дека подоцна самиот сиди. Грижи како сиди самиот сиди брат. Сиди невидени. Прво имаш западно-нилски вирус. Што би рекол јас нилски конј вирус. Уште малце ќе ни дојсат северо-западно амазонско тропско комаровирувче. Кај се најде комарци од онаму дженем тука моте паш не знам ти кажа, ама ете ги идат. После тоа исто така во Битола пример вода нема цел. Африка бе брат оригинал. Гладните жедните во Африка и ние тие. Макар што какви развиени држави има во Африка, мојме само да сонваме за таков развиток овде, ама добро. Нас кој ни се рече Африка одма немавано не гладните, некои племиња забораени таму нигде. Исто која што заборавам шпицата да ја пуштам. Така што дај да се пуштиме шпицата и да му влеземе малце на оваа тема, пошто ако не му влезиме ние нема кој. Ајде ба те пуштаме. Ај си реков да прочитам малце за оваа треската од западната страна на реката Нил, пошто од источната не фаќа. Ете вика, западно-нилскиот вирус вообичаено се пренесува од комарци, главно преку инфицирани птици. И за дитите од комарците или комарецва каснува птицата и кај тебе, так ти прави. Го каснува голубот, па после го каснува човек. Ви текнува птичи грип кој имаше на времето. Ој младите не знаат. Тикток генерацијата појма нема што имаме ние се поминаат. Птичи грип, свински грип. Не знам си како тие само короната памтат. И во короната лилјак го каснувал човекот. Во птичиот грип голубите самоубиство правеле во реката долу. Тие што ги донесоват тука од Турска. И врти сучи вистина ќе испадне она старата се што лета не се јаде. Оти еве ќе чекаш ластојците и штрковите од Африка. Ќе се вратат од Африка пролет лето, нати пролет лето. Се врати од Африка. Грибат и тие па толку му се не што барат од западната страна. Што не си седат на источната страна на Нил. Ни вирус, ни мирус. Затоа ако знаеш што има па од источната што не се. И не се тие криви што се заразени, криви се комарците што касата, што дапрат комарците. На комарците тоа му е живот, да цицни тро крв за да може и комарчиња да роди. Затоа што некои луѓе имаме сладка крв, кој ни е крив? Знаеш кој ни е крив? Јас ќе ти кажам бате. Овие што не прскат за комарци, тие ни се криви. Секоја година слушаме на пролет, на лето ќе се прска годинава, помина летото, сега пред некој ден ќе се прска за комарци. Ја мајката, сега ќе се прска за комарци од кога дојде вирусот. Што сте вие Македонија, па чекате снего да ви изненади? Мајгада. Ами се прска пред да почнат да касат комарците. Почнат да касат комарците, готово бате тука. Прскај го сакај. Ама не знаеш кои се уште покриви од овие? Активистите за заштита на животни. Комарците имаат права. И се ќе се најди некој активист. Не е за комарците ради пчелите. Отиве шо комарци? Шо се помалце комарци? До ти дискриминира. Демек пчелите испасиме, комарците кои ги тркала, така? Ами кој ќе пренесва болести море? Маларија, паларија кој ќе пренесва? Не правите така, ба. Наводно се пазело со прскањето да не му штетело на пчелите. Суџева да ти кажем една работа. Ако му штетеше на пчелите, досега П од пчела ќе немаше колку пати испрскан. И јас разбирам, и јас сакам да имам поуба средина за живење. Разбирам дека ако ги нема пчелите, готово светот ќе запри уреду. Ама исто така знаеш што разбирам? Дека да се отепаш од малтретирање нема да можеш да искорениш било кој инсект. Значи да со желба да го правиш, тоа нема шанса да успее. Камо ли така по ѓутур? Ќе се степат овие другите активисти. Ама отровите во воздухот ги дишиме. Шо се има продишан овој народ? Ено прскање ништо не уме. Имуни сме скроз. Уште малце ќе почнат инсектите против нас да прскат. Или можда веќе се почнат еве со вирусите. Ама најаки од сите ми се активисти што се прават брат. Пијат, пушат, други некои нелегални средства користат. Ајде пепел море, лом направени, ама се грижиме многу за средината и ако може да не се прска за комарци. Ја мајката, пошто ти се правиш и радиоактивен муси на животните, са ние да трпиме другите и тебе така ти светна. Вие на уферве, какви си имате направено на чалалдави? Логика нула. Тоа е исто толку логично, колку што е логично кога се бунат пушачите, оти нивниот чат му смета на непушачите. Значи никош не ма разбера. Наместо да се буни тој што му смета, на тој што му е загрозено здравието, дишењето, што да, немате. Се бунат тие што го прат дејството што не чини, тие што се трујат и што ги трујат сите околу, тие се бунат, оти нив му смета, оти овие не пушат. Пошто како ти сакаш чист воздух да
дишиш, кој си ти чизе, нева, кој те тркала ти, шо сакаш и шо е поздраво, ке дишиш чадалници од ти некој така сака и ке видиш крив од ти ги дишиш тие чадалници. Пошто знаеш како? Кој те праша, бе? Кој ти е крив, жо не пуште ми ти запали? Најглупиот муавет на планетата Земја воопшто, ама добро. Многу осетлива публика се пушачи. Да не продолжувам натаму, ти цела пакета ќе потро. И малце не тепа периодов жештина, вируси, мируси, ти реков ми рече, капак на се. Вода нема цел ден. Сика шо бидна 21 век вода да нема. После сваќаш дека не, прв пат ова лето. Секој летенце, детенце што викат стари. Нема лето да нема нешто проблем со водата. Лани ломна никога беше делфини клаваја, пливаја по базените. Ја отвориш да видиш овај пат шо е работата. Лајано известување, ќе има прекин, демек има вода, ама струјата не работи, нешто проблем имало со струјата со тие пумпите за вода. Значи врти сучи па одева на криви. Или овие немат сметка платена. Ама како и да е, ти витно сметките плаќај ги. Остај ти што не функционира ништо. Тие ќе си ги поскапат сметките, ти треба да си ги плати. Ти знаеш како? Кој те праша? Те праша некој? Мислиш битно му е на некој дали ти имаш вода струја или немаш? Не му е бат. Нив му е битно го е чукни месецот да си ја плати сметката. Освен нели ако си од некој одредени подрачја во држава кај шо наводно никој не може да влези сметка да побара. Се прашувам зошто. Сам не дека нешто нелегално се дешава или дека некој муфте струја добива, нема врска. Не ме пати тама работа. Не дека ние плаќаме казни од и некој неки да плаќа. Благе везе нема бат. Муабети. И на крајот на денот шо ти тебе гајле шо пред други. Ти глеј си за тебе. Твојата сметка платена да е. Та имал ти вода, немал струја, имал, немал, то не е бит. Ама пати живото не е во струјата, во водата. Ама имало стари луѓе болести, имало дечиња мали, имало шо имало. Па и вие какви зингир порано вода имале. Ама може ли Африка онаму без вода да живеат со сите вируси таму? Ни јадење, ни пиење, ништо. Ние тука се жалиме. Кој сме ние се жали? Си шо? Александар. Поне фати негде на кај германите да ја опреш работата, да не направиш луѓе. Ти зеде Африка фат. Тоа е. И мислам дека доста е за денес. Вардете се од вирусите и ние се гледаме наредна епизода. Поздрав и убав ден.